Од понеделник слепите лица кои го користат брајовото писмо, сметката за вода и комунален отпад од јавното предпријатие ИСЕР ќе ја добиваат на брајово писмо. Ова како одлука падна на денешниот настан по повод одбележувањето на денот на белиот стап. За прв пат во државата во Штип ќе се воведе ваква пракса. Слепите лица сами да може да прочитаат колку вода потрошиле и колку треба да платат. Со денешната средба по повод 15 октомври со господинот Киче Зајков, директор на јавното предпријатие ИСЕР, се договоривме за лицата кои што го познават брајовото писмо и кои што може да се служат со него, да ги изготвуваме месечните сметки или фактури за потрошена вода и за комунални услуги на брајево, за да можат они самите да си проверат, да си видат колку потрошиле, колку треба да платат и така. Тоа до сега го нема никаде во Македонија, ова е прво нешто. Одлуката е во соработка на Сдруженијето на слепи лица Штип и јавното предпријатие ИСЕР. Директорот Кирил Зајков посочи дека ова е од големо значење и за нив и дека веќе од понеделник лицата кои го познаваат, сметките ќе ги добиваат на брајово писмо. Ова за нас значи многу, бидејќи ние сме како јавно предпријатие насочени кон граѓаните и кон реализирање на сите нивни барања и ова што денеска ќе го договориме веќе од понеделник и ќе го презентираме како конкретен план. Сите тие лица кои ќе бидат доставени од Сдруженијето до јавното предпријатие ќе бидат издвоени сметките и ќе бидат напишани на брајовото писмо. Во однос на користењето на брајово писмо на документи во јавните институции, Витанов вели дека нема потреба, оти многу мал е бројот на лица кои го знаат истото. Да нема потреба тоа што многу мал е бројот што користат тоа. Тоа мада не можеме тие да ги потценуваме лица што се, колку се, толку се, значи треба да го користат тоа треба да имат пристап до сметката за вода, да речеме, што ќе ја добијат, до некои информации од судот што треба да добијат, некои документи и така натаму, треба да бидат на брајово писмо. Не да не, меѓутоа пак ќе речем, значи многу е мал бројот, има 6-7 лица, дали има, не знам, во Штип што го веќе го користат брајовото писмо. Во Радовиш, во Први Штип, во Карбинци веќе нема никој таму, никој не го користи тоа писмо. Училиштето во Скопје, каде што се изучува брајово писмо, има се помал број ученици, односно лица со оштетен вид кои го учат истото, Децидене Витанов.